Почитувани добро вечер. Гостин во вечерашната емисија Став е Валентина Алексовска, секретар на општина Куманово. Господица Алексовска, добро вечер и за вас и благодарам што прифативте да бидете дел од емисијата Став. Благодарам и на вашата покана. Ми беше задоволство да гостувам во вашата емисија Став. Важите за една од најамбициозните жени во општина Куманово, а слободно може да се каже и пошироко во целиот град. Магистар по економски науки со богато работно искуство. Професор во Средното економско училиште Перо Наков, финансов директор во приватна фирма, внатрешен ревизор во општина Куманово и од 2011 година секретар на општина Куманово. Дел од граѓаните знаат, но сигурно има поголем дел од граѓаните, од кумановци, кои што не се запознаени со вашите работни должности и обврски. Па еве да им објасниме малку на граѓаните што значи функцијата секретар на општина. Благодарам за ваквите квалификации. Пред се сакам да кажам дека со процесот на децентрализација во 2005 година се наметна обврската на локалните самоуправи да ангажираат внатрешни ревизори во самите општини. Така да моите почетоци во општина се 2005 година од страната на Советот на општина Куманово по предлог на градоначалникот бев изберена за внатрешен ревизор во општина Куманово. На таа функција бев од 2005 до 2008 година, кога во 2008 година се смени законот за внатрешни ревизори. Внатрешните ревизори ги ставија во редот на државни службеници, така да во 2008 година полагавме испит за државни службеници и се воврстивме во редот на државни службеници. Така да од 2008 година до 2011 година бев на позиција раководител на сектор за внатрешна ревизија во однос на оние квалификации и образование кое веќе го имав оформено. Што се однесува до секретар на општина, значи по предлог на градоначалникот, од редот на раководните лица си го избира, го назначува градоначалникот за да води соопштинската администрација. Значи како што во советот има прв меѓу еднаквите, така и во општинската администрација има прв меѓу еднаквите, а тоа е секретарот на општина Куманово, кој е избран од редот на раководните лица во општината и тој всушност е менаџер на општинската администрација. Значи ги менаџира работите во општинската администрација. Секретарот на општината пред се занимава во однос на спроведување на политиките кои се донесени од страна на градоначалникот. Значи градоначалникот на општина Куманово ги води политиките и насоките кои треба секретарот на општина со тимот на раководители да ги спроведе во насока на постигнување на целите. Во рамките на општина Куманово наскоро ќе биде отворена социјална канцеларија, односно општински центар за социјални услуги. Од каде идејата и потребата за една ваква служба во рамките на општина Куманово и какви услуги ќе им се нудат на оние на кои што им е најпотребно, нели на ранливите категории? Видите вака, тоа е проект со Германското друштво за интернационална соработка, ГИС, кое е финансирано од владата на Сојузна република Германија. Така да во соработка со нив сме во реализација на проект кој значи подобрување на услугите спрема граѓаните во сферата на социјала. Всушност ќе се отвори општинска канцеларија каде што ќе се дават социјални услуги на ранливи категории. Ова во моментот е прва фаза, во моментот е опремена канцеларијата, имаме веќе двајца вработени кои се моментално по договор на дело, затоа што не фати времето на прогласување на датум дека ќе има избори и поради тоа луѓето потоа ќе бидат вработени преку агенција каде што ќе ги дават
тие услуги. Што се однесува до финансиската подршка, проектот е 63% финансиран од страна на ГЕС, а 33% од страна на општина Куманово. Што значи тоа 66%? Тоа значи 66% во платите на вработените кои се ангажирани за давање на услуги. Вработени кои се ангажирани за давање на тие социјални услуги всушност имаат еден е социјален работник, а другиот е правник. Значи, граѓаните ќе имат бесплатна правна помош во однос на обезбедување на услуги кои ќе можат да ги користат. Она што значи стартот на овој проект ќе биде можеби после 1 до 1,5 месец. Затоа што во моментот луѓето кои се ангажирани за спроведување на таа услуга ќе треба да се обучат, ќе треба да ги искористат искуствата и во другите општини, да направат одредено мапирање на самите корисници, тоест на социјално ранливи категории, каде што ќе можат да ги понудат тие услуги. Така да, откако ќе бидат спремни, обучени, тогаш и од страна на германската канцеларија ќе дојде представник и од страна на градоначалникот ќе се објави отпочнување на работење на таа канцеларија која ќе ги дава социјалните услуги на граѓаните на општина Куманово, кои сметам во овој момент навистина им се потребни. Дел од секторите кои што функционираат во општина Куманово пред околу 2 месеца се префрлени во нови простории во зградата спроти градскиот стадион. Се обезбедува ли сега поефикасно обслужување на граѓаните, односно клиентите, за разлика од порано? Видите вака, знаеме дека општина Куманово располага со 10 сектори. 10 сектори тоа се систем кој е потребно да функционира. Самиот систем за да функционира потребно да се обезбедат и услови. Ако имаме во предвид дека во тие 10 сектори имаме 24 оделенија и уште додатно имаме 2 независни оделенија. Значи тоа се 26 оделенија кои вршат различити видови на услуги потребни за граѓаните. Значи, ние пред се постоиме за граѓаните. Поради тоа што просторните можности не дава да ги исполнуваме на најдобар и најефикасен начин услугите на граѓаните, значи да ги спорачуваме, затоа општината се одлучи одредени сектори да се префрлат во зградата за која распишавме нормално предходно постапка која беше спроведена и ги префрливме одредени сектори во таа зграда. Во зградата кај Козјак се префрлени 2 сектора и едно оделение. Секторот за инспекцијски надзор и секторот за администрирање на приходи. Можеме да кажеме дека во секторот за администрирање на приходи има најповеќе број на вработени, а некаде околу 30-тина, кои им дават директно услуга на граѓаните. Поради тоа што менталниот склоп кај нас е граѓанинот да дојде до самото лице, значи немавме просторни можности да обезбедиме шалтери, затоа мораше да се направи така да се обезбеди зграда, каде што ќе се обезбеди работењето во канцеларии по определени видови на работа во однос на работите што ги исполнуваат. Значи имаме канцеларија каде се пресметува данок на имот, имаме канцеларија каде се пресметува данок на пренос на имот, такси и така натаму. Во тој случај сметам дека во овој момент се подобрени условите за давање на услуга на граѓаните на општина Куманово. Во однос на инспекцијскиот надзор, значи тука имаме некаде околу 16 вработени, од тие 16 вработени
тоа се инспектори, од кои 5 се во градежна инспекција, 3 се во комунална инспекција и некаде околу 7 души имаме во инспекции кои се како од пример на инспектор за животна средина, инспектор за домување, инспектор за сообраќај, инспектор за патишта. Значи, тие луѓе всушност одат нон-стоп на терен. Така да во таа зграда, директно што граѓаните ќе доаѓат, се само од еден сектор. Другиот сектор, значи повеќе оди на терен и се по повик граѓаните, а имаме уште едно оделение кое е независно од сите останати сектори. Тоа е оделението за јавни набавки, тоа е сместено во просториите во зграда, во просториите на Козјак. Така да тоа оделение всушност има работа само со внатрешните сектори, со внатрешните потреби на самите сектори за набавка и обавување на одредени работи и стоки кои се потребни за вршење на работите за кои е наменет тој сектор. Така, кажавте 10 сектори. Може би да ни посочите кој од овие 10 сектори е најефикасен во извршување на своите работни опфрски? Има ли некој се издвојува некој? Ако знаеме дека всушност општината представува еден организам кој функционира со повеќе системи и подсистеми, можеме да ја споредиме со човекот. Ако еден организам кај човекот не функционира, нема да функционира, значи нема да биде нема да биде добро здравјето на човекот. Така да и во општината сите сектори се надополнуваат, се надоврзуваат. Всушност тоа се како крвни садови. Ако земеме во предвид дека едните сектори ги прибират даноците, другите сектори ги трошат. Како ги трошат? Според она што значи програма, план и закон до она мера до каде што ни дозволуваат финансиските можности. Можеме да кажеме дека во општината има сектори кои ја носат тежината на работава. Значи, сектори кои всушност ја влечат општината напред. И тоа е нормално, тоа се некаде околу 4 сектори, вклучително, значи, тоа е секторот за администрирање на приходи, каде се собираат даноците, потоа секторот за финансиски прашања, каде што се евидентират и каде што се води сметка за законитоста и контролниот систем на буџетското трошење, секторот за урбанизам, каде е најоптеретен, каде што се собираат парите, приходите, значи, каде што ги собираме, а воедно и ги трошиме за оние капитални инвестиции, сушност за она за што и би требало да работи општината во однос на комуналните инвестиции, во однос на капиталните инвестиции и така натаму. Господица Алексовска, има ли потреба од толку многу вработени во општината со оглед на мислењата на голем број граѓани дека во општината има превработеност и дека дел од општинската администрација всушност ништо не работи? Ако го земеме во предвид тоа дека во општината имаме 264 вкупно вработени. Од тие 264 вработени имаме некаде околу 160 државни службеника. Имаме некаде околу 50 пожарникари и имаме некаде околу 40 други вработени. Во услови во една држава, каде што законите се менуваат месечно по неколку пати. Еве да дадеме пример. Законот за градење 2007 година донесен. До 2016 година има 24 измени на закон.
Законот за легализација во 2011 година претрпува измени во истата година. До 2016 година има 13 измени. Изгора на сето тоа, ако ставиме дека во Законот за легализација, каде што викаме дека е добар закон. Колку е добар закон? Тоа ќе каже историјата. Приходите на општината се намалени. Од друга страна, дивоградбата е поттикната. Од трета страна, луѓе кои што треба да работат на легализација се 11. Зошто се 11, ќе прашате? Затоа што во процесот на легализација има 48 чекори. Еден процес на легализација во најдобри услови, кога сите документи се обезбедени од страна на барателот, трае до месец и пол. А знаеме колку ви се приходите од легализација. Од 100 до 200 евра за семени куќи кои се значи како семено домување. И ако имаме толку работа, и ако имаме во предвид, тоа се ви ги спомна само двата закона, знаеме дека секој ден имаме службени весници, а меѓувремено се пратат и седниците на парламентот, законите нон-стоп се донесуваат, ние мораме да ги пратиме и да се прилагодуваме затоа што нели ние сме бирократски апарат. Ние мораме да ги почитуваме законите. Ние мораме да работиме до граница на законитоста. Значи тука нема флексибилност. Технички апарат мора да работи така како што пропишуваат законите. Згоре на сето тоа, во последната измена на Законот за градење, да се врата малку, тоа е многу интересна тема, затоа што во последната измена ни префрлат 2016 година во јануар предбележувањето да го прават луѓето, администрацијата, државните службеници на општина. А за секое предбележување по метар квадратен се наплаќа 5 денари. Ама знаете на чива сметка одат парите? На сметка на катастарот. Значи, општинската администрација работи без пари и за катастарот, што беше порано нивна обврска. И сега, дали вие сметате дека имаме ние превработеност или пак имаме потреба од уште вработени? Имаме некаде околу 26 луѓе запослени во секторот за урбанизам. Тоа се високо образовани лица, инженери, архитекти и така натаму. Ново вработени во општината има и последниве месеци и покрај тоа што градоначалникот Дамјановски многу често вели нели дека нема пари, нема финансиски средства за реализација на некои проекти, со оглед на тоа што општината е под блокада и работи со ограничени средства. Имаше ли навистина потреба од нови вработувања? Иако веќе јас мислам дека веќе одговорив на прашањето, затоа што ако во услови каде што мораме да им пружиме ефикасна услуга на граѓаните, каде што сакаме да имаме задоволни граѓани, во услови каде со процесот на децентрализација од 2005 година само се префрлат обврските на локалните власти, а од друга страна финансиските средства ги нема никаде. Значи ние имаме обврски, но немаме права. Значи сите тие обврски мора да бидат исполнети. За сето тоа мора да се ангажират и материјални и човечки ресурси. Ако немаме човечки ресурси, затоа што апаратот кој го носи, кој ја носи државата, е општинскиот и државниот апарат. За тоа потребно е чиновници.
А ако немаме толку обврски, тогаш нема да имаме ни толку вработени. Но сепак ви кажувам, еве да го земеме секторот за образование. Секторот за образование има 8 вработени. Во секторот за образование ние имаме 5 средни училишта и 17 основни. Тие основни, значи ние сме транзитен центар, врската помеѓу централното ниво, помеѓу Министерството за образование и помеѓу училиштата. Сите проблеми кои настануваат во училиштата се одговорност и обврска да се справи со нив општината. А она што го дава централната власт е само во област, во однос на финансиите кои им ги префрла заплати. Ако одиме во секторот за труд и социјала. Секторот за труд и социјала имаме некаде околу 7-8 души исто така. Надвор од овие двајца вработени кои ќе бидат во Општинската канцеларија за давање на социјални услуги. Значи, што работат тие? Тие прават, имаме проекти за ранливи категории, за дечиња со попреченост во развој. Знаете дека општината најголема поддршка дава на Порака наша. Тука се вклопуваат одредени проекти кои општината ги изведува, кои ги работи, и она што значи субвенционирање на стечајните работници, на социјалните случаи. Значи, се изготвуваат решенија, се дават препораки, така да секој сектор има тежина. Секој сектор има потреба да работи во таа општина. Во секторот за внатрешна ревизија, немој да испадне дека не го спомнувам секторот од кој потекнувам. Секторот за внатрешна ревизија врши контрола. Контрола на воспоставените контролни системи. Доколку има одредена пречка или доколку има некој недостаток, секторот за внатрешна ревизија дава препораки. Како, на кој начин и што треба да се направи во однос да се подобри процесот и процедурата за работа. Можам да ви кажам дека општина Куманово важи една од најспремните во однос на целокупното функционирање, во однос на контролниот систем, во однос на процедурите кои ги има воспоставено. Затоа што тоа е огромен апарат. И доколку немаме воспоставено процедури, врз основа на кои ќе ги определиме и ризиците кои се можни при работа, тогаш нема да можеме навремено да реагираме. Нема да можеме навремено да ги преземеме чекорите, за кои што подоцна можеби ќе биде и касно, ќе имаме одредени последици во однос на работењето. Така што можам да кажам дека општинската администрација, како и што се вика, не работи. Како не работи? Работи. Ама работи на терен. Ги гледат луѓето дека одат, се движат по град. Па нормално е да се движат по град. Инспекцијата е теренска работа. Луѓето што работат во секторот за легализација, мислам во секторот за урбанизам, поднос во комисија за легализација. Тие мора да излезат на терен, да го снимат објектот, па потоа пак се враќат. Значи, имат работа на терен. Ако зборуваме сега и за другите сектори, значи сите тие сектори мора да се движат. Тие не можеме, тоа не е фабрика, каде што ќе ги ставиме на лента и додека не заврши процесот на производство, тие не сме да се тргнат од тоа работно место. Можам да кажам дека во однос на самото тоа подобрување на услугата спрема граѓаните во секторот за урбанизам, воведовме и работа со странки. Порано немавме, значи секој ден од 8 до 16 часот луѓето влегуваа, така да вработените всушност и нема време за да ги сработат предметите. Затоа што знаете, менталниот склоп кај нас е да дојдеме,
да прашаме и да застанеме во канцеларијата над главата на вработените и да кажеме, кажете ни што ни фали. Поради тоа, воведени се 2 дена, вторник и четврток, од 8 до 16 часот се работи со странки. Дали врз основа на сето ова што го кажавте, може да се констатира дека вие навистина сте задоволни од работата на општинската администрација? Па видите, вака во услови кога се вакви економски ситуации какви што се, во услови кога имаме притисоци политички од сите страни и во услови кои ги ни се овозможени со буџетот со кој располагаме, можеме да кажеме дека сме задоволни со општинската администрација и сметам граѓаните, доколку ја слушна, значи, и другата страна, ќе увидат и самите дека на вистина или пак малку ако погледнат во однос на самите законски регулативи, значи нешто да се сработи и да се следи, навистина треба да бидеш посветен. Значи не можеме да кажеме дека општинската администрација не работи. Како не работи ако имаме толку измени, ако имаме толку инспекции? Значи можете, вие сте присутни кај нас почесто во општината и знаете дека кај нас контролите се како за добар ден. Во однос на сите контроли да имаме позитивни решенија, тогаш не знам кој тоа го работи. Како може тоа да изгледа нешто дека не се работи, а всушност се функционира? Пред малку веќе го спомнавме секторот за инспекцијски надзор. Меѓу кумановци постои мислење дека овој сектор не е активен на терен, дека токму поради тоа дека има голем број на нелегални трговци кои што продаваат на улица, диви таксисти, диви депонии. Мислењето е дека кога од една страна би се повеќе активирале овие инспектори, дека од една страна или ќе се решат локалните проблеми, а од друга страна ќе се полни општинскиот буџет со тоа што нели ќе се санкционираат граѓаните. Дали навистина така, нели, одговоривте на дел од прашањето, кажавте дека сте активни, но сепак, нели, граѓаните сметаат дека не сте доволно активни. И граѓаните секојаш се во право, нели, така? Да. Видите вака, значи, кажав дека секторот за инспекцијски надзор брои 16 вработени. Со 16 вработени, каде што имаме 5 градежни инспектори, имаме 3 комунални инспектори. На град, како што е Куманово, каде што имаме 100.000 жители, моје мислење е дека се недоволни во однос на бројот. А ме прашавте дали сметам дека општинската администрација има превработеност. Ако општина Штип, која е помала од нас, да не кажам половина од нас, има 300 вработени, во државни службеници зборам, а ние со 160, каде е превработеност? Значи, она што значи инспекторите работат. Законите се менуваат. Последниот закон за легализација, сега што се донесе. Зошто се донесе да се пролонгира рокот? Затоа што инспекторите не работеле? Или поради некои други причини? Значи, не може локалната власт да е секогаш виновна. Системот на функционирање секогаш мора да се гледа и локално и централно ниво. Тие се многу поврзани. Одлуките, законите се донасат на централно ниво. А имат влијание или произведуваат производ на локално ниво, каде што го трпат граѓаните. Значи, политичарите донесуваат одлуки, а граѓаните го конзумираат нивниот производ. Било каков да бил. Дали позитивен или негативен. Така да, доколку постои определен закон, доколку постоеше волја,
таа легализација или дивоградба. И мислам, она што значи нелегално подигање на објекти, да се стави крај. Може би ќе се донесеше закон за легализација, но во поинаква форма. Може би ќе требаше да се сними целата територија на Република Македонија, каде што ќе беа фиксно определени тие објекти, кои што ќе може да поднесат барање за легализација. Немаше да се дозволи повтор пат, да се пролонгира и да се дозволи, ама да го имавме ова почетниот чекор, каде што ќе се ставеше крај на дивоградбите. Или можеби со законот за легализација ќе можевме на граѓаните да им овозможиме да ги легализират објектите. Ама да не ги ставаме овие во подредена категорија што ги платиле комуналиите. Значи, легализација да, ама на рати. Ако сакаме да го полниме општинскиот буџет, ако сакаме да имаме улици, ако сакаме да имаме канали, ако сакаме да имаме атмосферска канализација. Значи, ние како граѓани мора да ги платиме своите обврски, да ги платиме своите комуналии, а не со легализација, ако данеме легализација од 100 евра, тогаш да викаме каде ми е патот, каде ми е каналот, каде ми е тротоарот. А знаете вие дека има 18.000 барања за легализација. Уште 3-4.000 барања може би во ова вторава постапка. Значи, законот е важен. Значи, ако сакаме нешто да промениме во овој систем, мора да ми имаме стабилни закони. Мораме да носиме закони кои ќе ги проучиме. Не можеме да донесеме закон денеска, а во текот на годината да го сменим уште 6-7 пати. И тогаш ќе гледаме кои правилници во тој период важеле, затоа што луѓево во иста година, во различен временски период поднесени одредени барања, имат различити резултати. Господица Алексовска, опозицијата во Советот на Општина Куманово често критикува дека се донесува нереален буџет или како што тие го нарекуваат буџет на желби на општинската власт, а на крајот на годината истите се бришат и мора да се потоа гласи да се донесе ребаланс на буџетот. На што најмногу се трошат средства од буџетот? Еве, благодарение на вашата телевизија, граѓаните директно се запознават со работата на Советот. И во Советот нормално е секогаш опозицијата, и да кажеме дека и тоа е работа, напаѓа. Или дава некои забелешки. Пред се сакам да кажам дека општинскиот буџет се состои од два буџети. Едниот е основен, кој е на општина Куманово, кој е од средствата на општина Куманово, а вториот е од дотации од централната власт. Сега, општинскиот буџет изнесува некаде околу 900 милиони денари. Додека буџетот кој го дава централната власт, а е инкорпориран во целиот буџет на општина Куманово, е некаде околу 820 милиони денари. Вкупниот, значи, буџет во општина Куманово е 1.700 милиони денари. Ако се земе структурата на самите буџети, многу јасно ќе се види кој каде ги троши парите. Општинскиот буџет, кој е од 900 милиони денари, 43% одат на капитални инвестиции. Од тој вкупен буџет 13% одат на плати, што сака да каже опозицијата, еве, ги трошат сите пари на плати. Во општинскиот буџет
платите со 13%. Тековно оперативни расходи во кои се вклопени платите се 53%. Ако ја разгледаме структурата на дотациите кои се префрлени од централно на локално ниво за потребите на буџетските корисници, а тука се основните училишта, јавните установи. Вкупниот износ од 820 милиони, 85% од тој буџет оди на плати. Од тие 85%. А 14% оди за тековно оперативни расходи. Тековно оперативните расходи кај буџетските корисници се вода, струја, грејење. Знаете ли колку оди нашата централна власт, што цело време и доделува на општина Куманово финансиски средства за капитални инвестиции? Е 0,08%. Некаде околу 700.000 денари, и тоа се за набавка на книги за библиотека. 47% од буџетот во општина Куманово се користи на капитални расходи. Овде код во овие 47%, тука се вклучени програмите на јавните предпријатија, каде што е изградба на инфраструктурата за газ, каде што е уличното осветлување. Додека програмите кои се исто така на јавните предпријатија по однос на субвенционирање на вода, на ѓубре, тоа се од јавното предпријатие Чистоти, јавното предпријатие Водовод, тие се инкорпорирани во оперативно-тековниот буџет, оперативно-тековните расходи на општина Куманово. Сакам да кажам дека општина Куманово има развоен буџет. Во општина Куманово некаде околу 383 милиони денари се одвоени за асфалтирање, за канализации, за атмосферска канализација, за поправање на тротоари. Значи, може слободно да кажеме дека општина Куманово со финансиски средства кои што може да ги собере од граѓаните, а за волја на вистината да знаеме дека сите локални самоуправи имат приход од централниот буџет некаде од 3,5 до 4,5%. Зошто е тоа така? Само на таков начин може да се контролира локалната власт. И сега ние кога зборуваме за локално ниво, кога сакаме да ги вклучиме граѓаните да одлучуваат за своји проекти, за своји приоритети, нели, локалните заедници одлучуваат. Ама тие треба да одлучуваат за своите пари. А парите на граѓаните, вклучително и моите пари, и вашите пари, тие се во централниот буџет. Се уште фискалната децентрализација во Република Македонија не е спроведена. Така, тоа беше едно од моите следни прашања. Не дали сте задоволни од процесот на фискална децентрализација, така. Така да, уште, значи, од 2005 кога се воведе централната децентрализација, 2008 година требаше да отпочне третата фаза на фискална децентрализација. Тоа значи префрлање на финансиски средства на локалните самоуправи, каде што граѓаните ќе одлучуваат за своите потреби, за своите приоритети. А нема да им биде наметнето со одлука дали ќе се стави во одредено место канализација, дали ќе се направи водовод, или пак на послушните градоначалници ќе им определиме финансиски средства, а на непослушните и оние на опозицијата, нив ќе ги дисциплинира.
Дали кумановци се редовни плаќачи на даноците и колку средства на годишно ниво се собираат од даноците и од другите такси? Можам да кажам дека кумановци се совесни граѓани. Совесни граѓани значи ги измируваат обврските онолку колку што им дозволува финансиската состојба. Значи, ние некаде имаме околу 72 милиони планирани приходи од данок на имот. А имаме реализирано, тоа зборувам за 2015. Затоа што за 2016 е сосема веќе сме во, да не кажам само 3 месеци имат поминати и тука не можеме да зборуваме за реално соберени приходи од граѓаните. Значи, ако го имаме во предвид дека од 72 се собрани 53 милиони, тогаш можеме слободно да кажеме дека некаде околу 70% имаме сигурен приход од данок на имот. Зборувам за данок на имот кој е фиксен. Значи, тоа е редовен приход на општина Куманово. Она што значи данок на промет на имот, тој се остварува од продажба. Доколку финансиската моќ на граѓаните е поголема, тогаш ќе имаме и поголеми приходи, водно затоа што ќе имаме купување на одредени земјишта, згради и така натаму, и ќе има преноси на имот. Таа категорија на даноци варира. Во овој момент, значи претходната година, некаде имаме околу 80 милиони денари. Од планирани 70 имавме 80. Имам исто така даноци за такси. Она што значи фирмарини. Тука имаме некаде, да не кажам, преценување на приходот, затоа што од 25 милиони имаме наплатено некаде околу 17, ама тоа се должи затоа што фирми должи на мален приход, поради тоа што фирмите или се ликвидирани, или се под стечај. Така да можам да се пофалам со она работа на секторот за администрирање на приходи во однос на нивната ажурност, во однос на нивното испорачување на облозите за данок на имот. И сега воведување на новина, каде што имаме даноци, каде што нашите сограѓани можат да ја проверат состојбата колку должат данок на имот. И сега сме само во таа фаза, така да на решенијата што ќе ги добијат за данок на имот имат лозинка, каде што по таа лозинка ќе ја внесат и тогаш ќе ја видат состојбата колку должат на општина Куманово. Сега сме во втора фаза. Втора фаза е она што значи воведување на електронски систем на плаќање на даноци во општина Куманово. Така да и ефикасноста и ефективноста сметам дека ќе биде подобра откако ќе ја воведеме и оваа новина. Аплицира ли општината за проекти со оглед на тоа што централната власт постојано вели дека има финансиски средства за проекти во Куманово, но дека општината не аплицира доволно за проекти, за да и се доделат средствата? Видите, вака општината аплицира. Ако го имаме во преди дека, уште пред 3 години, имаме поднесено комплетно техничка документација за реализација на 3 проекти, кои се во вредност од 2 милиона и 700.000 евра. И тоа се однесуваат на проект за фекална канализација за село Речица, за село Тромеѓа и замена на инсталација на куќни водомери со далечинско управување. Овие 3 проекта, кои се во вредност од 2 милиони 700.000 евра, се не е отпочната реализацијата.
За да подоцна ни се наметнува нов проект за кој треба да се изработи и кој е во тек на изработка, а тој проект не бил во листата на приоритети. Овие проекти, значи, што ги спомнував, каде што е спремена техничка документација и кои се предадени до Министерството за транспорт и врски, е врз основа на одлука на Советот за утврдување на приоритети. Таму имаме некаде околу 13-14 приоритети. Сега, во овој момент, централната власт решила да наметне уште два приоритети. Два приоритети кои нормално треба да се донесе проширување на одлука која е веќе донесена на Совет. Значи се донесува одлука на Совет за изработка и на тој приоритет, а се однесува на селото Пчиња. Така, го имав во следното прашање. Сега, тој приоритет се во целото Пчиња, значи ако земеме изработка на техничка документација. Значи тоа е период. Период каде што подобро ќе ви објаснат урбанистите колку многу повеќе, значи при проектирање кои се фази ќе треба да се поминат и испитувања за да може да се направи проект со ревизија, за да може нормално да се поднесе за реализација. И тој проект до крајот на месецот ќе биде готов. И ќе го дадеме исто така во Министерство за транспорт и врски. Но се надевам дека нема да ја следи судбината и на претходните 3 проекти, кои се пред 3-4 години. Што ако општина Куманово, еве општина Куманово поднесува? Каде е реализација? Граѓаните на општина Куманово сакат реализација од тие проекти. Не е доволно само општина Куманово да поднесува. Општина Куманово поднесува и на други страни. Значи, ние имаме поднесено проекти до германската влада, каде што ни се одобрени финансиски средства, каде се реализирани проекти. Значи, имаме поднесено до јапонската, каде што во тек еве сега набавка на автосметјарка и кантиве што ги набавуваме. Исто така, проекти се поднесени до МЦМС, каде што работа во заедниците, каде што самите луѓе одлучија кои приоритети ќе им биде. Тоа се проекти во село Уминдол и во село Горно Коњаре. Значи, таму реализиравме и општински средства дадовме. Значи, таму се реализира во Горно Коњаре пат, кој го некаде околу 40.000 евра општината го реализира, и бекатон плочки се наместија во 3 улици, каде што е реализација на МЦМС преку финансиски средства на британската амбасада. Во тек е реализација Уминдол, каде што училиштето ќе добие нов санитарен јазол и детско игралиште. Значи, исто така, општината тука учествува некаде околу 20.000 евра. Значи, општината од општинскиот буџет, од основниот, од сопствениот, од парите на граѓаните, вложува за граѓаните. Со помош на овие донатори кои се од амбасади, од влади и така натаму. За разлика нели од овие амбасади и донатори што велите, зошто не постои соработка помеѓу централната и локалната власт? Ние сме отворени за соработка. Општина Куманово секогаш била отворена за соработка со сите. Но сепак ова прашање ќе морате да го поставите на другата страна и на друго место, за да го добиете одговорот. Добро. Беше најавено дека во април месец ќе започне проектот канализациона мрежа, чина местноста Гладно поле во населбата Перочичо, Тромеѓа, Романовце. Каде се кочија работите? Се уште не е започнато, колку што имам информации, колку што знам од теренот. Така е, согласно планираните термини кои каде требаше да се опочне канализационата мрежа. Значи, тоа беше некаде во почетокот на 2016. Но, сепак, постапката за избор на надзор, која
се спроведува од Министерството за финансии, резултира со подпишување на договор во март, при крај на март 2016 година. Така што, имавме состанок пред 2 дена со фирмата која е изберена за надзор и е во постапка на припремни работи и од нивни кажувања, значи, очекуваме да се отпочне со градба за некаде најмалку уште 2 недели. Така. Спомнавме дека во тек е асфалтирање и реконструкција на повеќе улици низ градот, но сепак граѓаните, нели, морам да се повикувам на граѓаните, бидејќи меѓу народот сме, и ги пренасаме нивните проблеми и нели нивните прашања ги поставуваме на вас и на сите гости во нашите емисии. Сепак граѓаните постои мислење дека постои селективен пристап при асфалтирање на улиците. Вела дека улиците се асфалтираат по партиска линија и сега ме интересира како се одредува кои се приоритетни улици за асфалтирање. Јас сметам дека нема во општина Куманово улици со партиска боја или по партиска определба. Еве, јас немам такво сознание. Затоа што во една улица која земете живеат сите партии. Значи не можеме да кажеме дека улиците се обоени по партиска боја. Во општина Куманово таква работа нема. Ако разговараме за приоритети, тогаш ќе кажеме како се определуваат. Постојат одредени стручни служби, не одредени, тоа се инженерите во општина Куманово, кои што имат за задача да излезат на терен, да ги утврдат состојбите на самите улици и да дадат нивен предлог како, што и каде да се сработи. Значи, нели луѓето учеле за тоа школа. И на нивки им го дадеме тоа задоволство и задоволство, нели работата е задоволство. Значи, тие имат одговорност, нивна е одговорноста, која улица и каде, како ќе се направи. Значи, верувајте, дека и да сакаме да ги поделиме улиците по партиска припадност. Во општина Куманово, каде што знаеме дека во Советот учествуваат некаде околу 17 партии. Како можеме да го поделиме? По општина Куманово е мултиетнички град, со повеќе националности, со повеќе припадности. Сакаме да ги поделиме по верски, сакаме да ги поделиме национални, сакаме партиски. Значи, ние можеме да се пофалиме дека општина Куманово е град на различности. И во град на различности не може нешто да се дели. Градоначалникот Дамјановски најавуваше свечено отворање на затворениот базен на почетокот на мај, но сега, нели, рокот е пролонгиран за речи се околу месец дена. Зошто беа потребни толку години за изградба на овој базен? И еве повторно пролонгирање, нели, на рокот на свеченото отворање. Ако прашуваме за тоа зошто се потребни толку години, веќе спомнав во претходните прашања кога го образложував буџетот како е и кои се приходите на општина Куманово и како ги собираме и од кои пари градиме. Значи, ние можеме да вложуваме онолку колку што имаме. Општина Куманово во 2008 година, кога беше кредибилно најспособна, кога имаше кредитен рейтинг B2, стигна до фаза на одобрување и давање согласност за задолжување. Знаете ли како заврши пологот? Молчење на администрација. Општина Куманово не доби согласност. Иако беше една од општините кои можеше да се пофали со својата ликвидност. За во 2011 година по завршување на изборниот циклус биде блокирана со одредени пресуди кои мислам дека нема да се мешаме нели во работата на судиите, но сепак одредена фела ќе каже дали е потребно и дали е исправно општина Куманово да добие такви пресуди кои граѓаните на Куманово ги плаќат
тие пари на некои приватни лица. И видите вака, немој да кажете дека јас сум еве зошто се плаќа на приватни. Треба да се плати, нели се што се земе треба да се плати. Но кога гледаме генезата, некои 30 години судски процес да се води и да има различни, да има неистоветни пресуди. Значи, да се донесуваат секогаш пресуди кои потоа или ќе се поништат, па ќе се донесе ново обновување, па ќе одиме со нов судски спор, па ќе се донесе пак нова пресуда и на крај да се досуди општина Куманово да плаќа за земјиште кое на времето било определено од страна на државата дека тоа ќе биде дадено на образование и е дадено на образование за да се изгради училиште. И во услови кога општината е во по таков притисок, има толку финансиски средства, така може да напредува градбата. А што се однесува до пролонгирањето, сега можам да кажам една убава вест, значи денеска почнува полнењето на базенот и во недела ќе дојдат стручни лица од Хрватска кои ќе треба да ги испитат клима коморите кои се поврзани во системот на грејење и ладење, каде што тие стручни лица, нормално од каде што е набавена опремата, треба да дадат потврда за исправност за функционирање на базенот. Се надеваме дека до крај на месецот ќе добиеме таа потврда и веќе сите ние ќе можеме да веќе да ги употребуваме и да ги користиме услугите на базенот. Општина Куманово неодамна се приклучи во проектот на различноста е во мода, промоција на мултикултурализмот на локално ниво. За каков проект станува збор и колку време ќе трае овој проект? Видите вака, значи, овој проект веќе е во примена во неколку општини. И ние по повик или по понуда на невладината организација АДИ се вклучивме во проектот за модата и во различности. Кажавме дека град Куманово е карактеристичен по тоа што имаме различности и по националност, и по вера. Значи, нашиот живееме во различности. Самиот проект всушност покажува на кој начин да се надминат тие различности. Како да се применуваат човековите права еднакво. Како да се подобри меѓуетничкото живење. Значи, општина Куманово со овој проект се обврза за тоа и доби сертификат дека ќе работи на издигање на свеста кај граѓаните за почитување на различноста. Значи, ќе се донесат стратегии, ќе се донесат акциони планови, каде што ќе биде реализација на тој проект. Проектот ќе трае некаде до 2018 година и општина Куманово ќе учествува во него. Како секретар на општина Куманово, дали сте задоволни од работата на јавните предпријатија, со оглед на тоа што има некои од нив кои што работат со закупа? Видите вака, во услови каде што економската нестабилност е присутна, од една страна, во услови каде што политичката исто така нестабилност е присутна, кога ќе ги склопиме тие две работи и во однос на притисоците што ги имат раководните тимови во јавните предпријатија, можам да кажам дека успешно се справуваат со дадената состојба. Предпријатија кои работат со загуба или како што сакат да кажат некои загубари, не може, значи тоа да го кажеме дека е тоа баш така.
Ако зборуваме за јавното предпријатие Пазар, кое искажа сега загуба, можам да кажам дека тоа е единственото предпријатие кое работи со сопствени средства. Значи нема никаква помош од страна на општината. Тоа предпријатие моментално има проект со кој сметаме дека ќе се подобрат условите на пазарот. Ако го земеме во предвид законот, значи пак се враќаме на законите. Зошто едно јавно предпријатие може да дојде во криза? Значи од позитивно работење да отиде во загуба. Имаме закон за располагање со движни и недвижни ствари. Самиот закон предвидува одредени постапки. Во тие постапки, таа постапка ја спроведува општината преку одреден систем и тука почнуваат проблемите. Значи, пак се донесува одреден закон, без установена процедура, без да се провери како тој закон ќе функционира. И се доведовме во состојба на каде што, кога лицитираа граѓаните за деловните простори со кои располага јавното предпријатие и кои треба да ги даде под закуп, останавме баш, кумановски кажано, на мртва точка. Зошто? Затоа што граѓаните лицитираа, а во законот со лицитација направија цени кои се енормно скапи за кирија. Значи, таква цена не можеш да платиш и да го купуваш тој дуќан, а не пак да го земеш под закон. Што е пречката во овој закон? Во овој закон не ги санкционира оние што учествуваат во јавното надавање. Значи, овој закон во тој момент не даваше ограничување. И ние се сега втурнавме во управни постапки, на жалби, на преписки и така натаму. Од друга страна, значи, никаде не пишува дека мора да го потпише договорот. Никаде во законот немаше гаранција. Сето тоа се пропусти на донесување на брзи закони. Закони кои донесуваат штетава и она што значи недостатокот од законот да го трпат јавните предпријатија. Кога зборуваме за газ, сигурно, тоа е најчесто прашање, еве, газ е во загуба, секојаш искажува загуби. Верували не сте? Еве сега јас како економист ќе ви кажам. Тоа е моje мислење и стојам позади тоа мислење. Јавно предпријатие газ е солвентно предпријатие. Што значи солвентно предпријатие? Предпријатие кое нема долгови. Предпријатие кое има капитал. Предпријатие кое да бевме во подобри, значи да бевме третирани подобро од централната власт. Ке бевме единствени во државата кој ќе имаше најуспешно предпријатие. Ова јавно предпријатие, верували или не, во нормални економски услови, загубата која ја има, а која не е долг, може да се покрие за една година. Сега, зашто викаме во услови кога се нормални? Кога не сме под притисоци. Кога не сме под она што значи стигнување на вентили од сите страни. Каде што ќе можеме да земеме кредит, да ја оформиме секундарната мрежа, да ја направиме и она што е примарна мрежа. Кога ќе можеме да понудиме одредени услуги на граѓаните да дојдеме до нивните домови побрзо. Имавме повеќе конзументи на газ. Значи самата работа ќе се исплатеше. И верували или не, секој ќе се посака такво јавно предпријатие. Тоа јавно предпријатие само има проблеми со ликвидност. Ликвидноста е
во однос на, да кажеме, може би е 120 дена или 60 дена, зависно тоа како финансиски средства има. Во одредени периоди, кога е зимскиот период, има поголем приход, кога е летниот период, нормално не се троши газ, има помали приходи. Но сепак, основната програма, која е и капитал на општината, вклучувајќи ги сите оние примерни и секундарни водови, можеме да кажеме дека општина Куманово е единствена во Македонија која има јавно предпријатие за гасификација. Јавно предпријатие со кое сите ние кумановци треба да се гордееме. И кога ќе размислиме од друга страна во услови каде што да се вратиме на буџетот, каде што 15% од тоној централниот буџет што го дава централната власт за користење на тековно оперативни трошоци, каде што спаќа струја, вода, газ, нафта. Знаете ли колку школите заштедеа со тоа што општината инвестираше во изработка и во спроведување на гасификација во училиштата? Некаде околу 40% имаш заштеда на финансиски средства. Ако ги ставиме сите тие 40% од 11 субјекти кои се под општина Куманово, значи јавни установи и јавните и основното образование како и средното образование, кога ќе вклучиме и општината која се грее на газ, ако ја видиме таа разлика од цената кога се трошило за нафта и сега што ја даваме за газ, што ја имаме сите како и установи и јавни и предпријатија како заштеда, ако го префрлиме тоа на газ, ќе видиме дека општина Куманово е во позитивно салдо. И затоа, кога зборуваме, ние мораме да го ја гледаме општина Куманово како систем. Општина Куманово дава пари на училиштата. Значи, дофинансираме. Ако имаме заштеда, значи помалку финансиски средства од буџетот на општина Куманово ќе одат за финансиски средства што се фалат за оперативно тековните расходи. Општина Куманово во минатиот период, значи пред неколку години, кога училиштата се греа на нафта, од општинскиот буџет одеа некаде 40, 50 до 60 милиони денари. Сега во овој момент ние имаме само дофинансирање некаде околу 20 милиони денари. Значи системот кога функционира целосно. Ние не можеме да се двоиме дека општина Куманово е еден правен субјект и само за себе ќе гледа. Значи општина Куманово би кажало дека е основна клетка, она што значи и мајка и татко на сите, и јавните предпријатија, и основното образование, училиштата и јавните установи. Така да се работи со ова општина, навистина потребно е да имате и капацитет, и да знаете, и да умеете, и да можете тоа да го избалансирате на сите нивоа, дали на мултиетничко, дали на финансиско ниво, а сите тие способности ги има градоначалникот на општина Куманово, кој е предводник на оваа администрација и кој ги менаџира сите работи во општина Куманово. Значи, општина Куманово не може да се гледа одвоено од јавните предпријатија или јавното предпријатие да се нарекува загубар затоа што е во загуба, а солвентно предпријатие, без никакви долгови, а од друга страна да прави приход и да ги намалува трошоците на другите установи кои се всушност дел од буџетот на општина Куманово. Така да не би се сложила дека јавните предпријатија само со тоа што финансиски, ако изразат одредена загуба, можеме
да ги оквалификуваме и да ги наречеме дека тие не работат. Господица Алексовска, да преминеме на една друга тема. Последниве демнови имаше обилни врнежи, надлежните нели на централно ниво апелираа да се превземат превентивни мерки и активности од евентуални поплави. Вие како раководител на општинскиот кризен штаб, кажите ни, се преземаат ли некакви мерки, има ли потреба во Куманово да се преземаат мерки од нели евентуални поплави? Видите, вака ние значи навремено ги бевме презеле мерките во однос на чистење на речните корита и минатата година. Значи, беше распишан тендер од средства на општина Куманово, пак морам да потенцирам, каде што од централната власт добивме некаде околу 40.000 тони нафта. И тие, нормално, по тендерска постапка беа спроведени и потрошени, но отпосле, затоа што ние првично почнавме, се справивме, но за вториот дел од чистење на речните корита, веќе стаса и почнавме и со нив да работиме. Така да можам да кажам дека општина Куманово во соработка со Центарот за управување со кризи и со Агенција за спасување, Дирекција за заштита и спасување, во координација успешно се справувавме со поплави, но сепак тежината на она што значи чистење на речните корита, финансиски и оперативно ја поднесе општина Куманово со своите две јавни предпријатија, јавното предпријатие Чистота и зеленило и јавното предпријатие Водовод. Во однос на ова година веќе во тек тендерот за чистење на речни корита и без разлика тоа што најавува, значи ние веќе се спремивме да реализираме програма на оние критични точки од мостот кај што е Средорек, па на горната страна, така да во тој потек би требало да се исчисти, да се доисчисти, за да немаме одредени излевања од речното корито и кога ќе се кога ќе се спушти нивото на водата во летните месеци, тогаш општината ќе превземе чекори за чистење на речните корита. Така да сметам дека и овој пат успешно ќе се справиме, затоа што секаде во Македонија кога имаше поплави, ние навремено интервениравме и во општина Куманово можам да се пофалам дека немаме поплави. Така, а имате ли информација дали се обештетени граѓаните од минатогодишните поплави, бидејќи имаше една фаза, се пуштија пари во одделни градови, во таа првата фаза Куманово не беше. Дали се обештетени граѓаните од минатогодишните поплави? Така и во втората фаза не се обештетени граѓаните. Значи, Куманово... Од наша страна, Куманово, значи, со жалење можеме да кажеме дека навистина се врши притисок од сите страни, што не би требало тоа да се работи, нели кога се избори се, но по завршување на изборите треба сите се граѓани на Република Македонија, не треба да се има селективен пристап. Нашите служби, значи, веќе неколку пати се обидуваат да воспостават контакт со лицата кои се одговорни за доделување на финансиски средства, но сепак на префинен начин се уште не е воспоставена таа соработка. И моментално имаме направено допис, има некои побарувања уште по однос на одредени предмети, така да од страна на општина Куманово и тоа им е доставено. За исходот на поплавените нема да можам да кажам како ќе заврши, но сепак ние како општина ги преземаме сите мерки, што значи она да не дојде до поплавување на
самите насади кои се или објекти што се во потек на речното корито. Поплавите што настана во однос на општина Куманово, тоа се местата кои беа на ниво на речното корито. Значи, немаше регулација на речното корито. И тоа е вон градежен реон, каде што надлежноста не е на општина Куманово, туку надлежноста е на водостопанство. Значи, вон градежен реон мора да интервенира водостопанство на Република Македонија. Така, Клечовце, Јачинце, Довезенце беа сега во последниве поплави. Господице Алексовска, не можам да не прашам, дали имате амбиција за некоја повисока функција, например, градоначалничка или парламентарна, со оглед на тоа што досега во вашиот работен век сте извршувале повеќе одговорни функции, а бевте прогласена и за најдобра жена менаџер во 2005 година. Видите, вака, амбицијата е двигател кон успехот. Секој човек треба да поседува амбиција, за да може да остави белег во средината во која живее и работи. Но сега сме во време каде што не смееме да калкулираме. Потребно е да се поседува одредена волја, да се поседува одредено знаење, каде што ние ќе мораме да допринесеме во работата на која веќе сме. А сега јас моментално сум на функција секретар на општина Куманово. И мојата амбициозност нормално е дека ќе ја употребам во насока на давање на се она што може од себе во однос на подобрување на работата на нашата општина. После велигденските празници продолжија шарените протести или така наречената шарена револуција во градот и нормално во останатите градови во државата. Сметате ли дека ќе бидат исполнети барањата на Социјалдемократскиот сојуз? Антивладините протести и шарената револуција, како гнев на револтот, од неправдата, од лицемеријата, од давање на значение на криминалот, кога постои, нормално е да продолжи оваа револуција. Кога во душата постои немир, кога чувствувате нестабилност за својата држава и кога гледате дека во својата држава се подкопува правниот систем, каде што не владее правото, тоа ги здружува граѓаните и ги води во насока на рушење на ова наметната ситуација одредена група на луѓе. Ако имаме во предвид дека со последната одлука каде се донесува од страна на господинот Иванов аболиција за криминалците, каде се едноставно се привилегираат одредена категорија на луѓе, каде што се легализира незаконието. Кога зборував за законите, за промена на законите, па тие направија и таа промена да го легализират незаконското работење на своите челници. Дали сметаме дека ќе престане таква револуција? Не може да престане. Се до моментот додека не се воспостави системот во ова држава, додека не ги вратиме правите вредности. Системот на вредности во нашава држава многу падна на ниско ниво. И ова млада генерација, која предводи ова шарена револуција, нема да се помири со тоа, затоа што имаме способни луѓе. Имаме луѓе кои можат државата да ја водат напред. Едноставно се додека не се исполнат барањата да имаме фер, демократски,
слободни избори. Не можеме да се чувствуваме слободно и да отстапиме од овие протести. На самиот крај на емисијата да ве прашам, според вас, ќе се одржат ли предвремените парламентарни избори на 5 јуни? Избори имало, и избори ќе има. Но само тогаш, кога ќе се обезбедат услови за спроведување на фер, демократски, слободни избори. Сите ние ги знаеме предусловите кои треба да се исполнат. Тоа е пречистен избирачки список, регулација на медиумскиот простор, раздвојување на државата од партијата. И најголемиот проблем што го наметна господинот Иванов, укинување на аболицијата. Укинување на незаконското работење на ова власт. Укинување на се она што значи неисправно. Враќање на системот на вредности. Ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во емисијата Став. Се надевам дека нашата соработка ќе продолжи. Благодарам и на вас и се надевам дека поскоро ќе се видиме. Одговорите беа исцрпни, но се надевам дека за граѓаните ќе биде дека е интересно. Благодарам. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.